Значи ништо не може да ми направи вештачката интелигенција ако не и кажам ја. Внимание, зборуваат граѓаните. Кажи ми дали користиш AI и зашто најчесто? Најчесто го користам за учење. Ти помага доста? Ми помага многу, да. Па користам доста дел од моето секојдневие, пошто работам софтверски инженер. Јас користам AI најчесто за помош при работа. Користам AI, меѓутоа ретко и е само колку за консултации за нешто кога ми треба чисто да се препроверам. Да, понекогаш многу ретко користам ChatGPT, ама тоа е за чисто функционалност, да си тргнам да си упростам некои реченици или кога пишувам некој многу тежок мејл. Не користам. Не користите. Зошто? Па не знам, немам потреба. Користим највише ChatGPT. Добре. Добра е алатка за информации за било што. Најповеќе за превод, ChatGPT, и ставам некои фотографии, да ми извизуализира нешто, као идеја да ми даде, после си продолжувам сам да си ја работам работата. Кои се придобивките, а кои се ризиците од AI? Придобивките токму тоа дека можеш малку да имаш уште еден пар очи за нешто да ти прегледа, да ти види, да ти даде сугестија како Добро. да го направиш. Контра е дека многу луѓе стануваат премногу зависни од него. Јас сум скептик, дека мислам дека ќе се изгубат многу работни места. Може повеќе да дознаеме за тоа што Така. не интересира, а друго е зависност, зашто луѓе може да го Резиците? користат за лоши работи. Пример препишување на Така. тестови, Добро. потоа во животот нема значи што да прават, што цел живот препишувале од AI. Повеќе заштедување на време некогаш, да си упростиме некои едноставни таскови, а ризиците се дека можеби го користиме за пресериозни работи за кои што може треба да се консултираме со други луѓе или да ги размислиме сами. Придобивки би рекол многу побрзо пронаоѓање на одговори на некои одредени прашања или побрзо пронаоѓање податоци, а ризици, па што знам, луѓето би станале по можеби мрзеливи. Голем број од луѓето го користат како терапевт и се добива AI психоза, во моментов тоа е многу актуелно. Буквално стануваат параноични и веруваат во работи што не се реални поради тоа што користат AI. Кажи ми, со кој се консултираш повеќе? Со ChatGPT, со твоите најблиски или со матичниот лекар? Со никој, со сама себе. Можеби со моите најблиски. ChatGPT. Па јас искрено за битни работи во животот најмногу се консултирам со себе, со моите блиски и нормално со лекари. Фала Богу, здравствено добро стојам, највише кога има потреба се консултирам со моите најблиски. Па искрено можеби најмногу со ChatGPT. Зависи зашто е, ако баш гледаме за здравство, секако дека лекар ќе биде увек на прво место. Ако правиме муавет за здравје, со матичниот лекар дефинитивно, а ако правиме муавет за вештачката интелигенција, користам уште литература и мозокот мој. За кој ресор ни треба AI министер по примерот на Албанија? За 90%. За 90% од министерството? Добро. Најверојатно за се ни треба. Па може за наука, на пример, еве, Дефинитивно може бити и за наука, пошто ипак ChatGPT е доста развиен во денешно време. Мислам дека кај нас може во секој ресор да се се замени. Па јас искрено не мислам дека ни треба AI министер, мислам дека треба да ги оставиме луѓето да си ја вршат својата работа. Добро. Сите? Да, пошто нема интелигенција во министерствата. Во моментов немаме ние вештачка интелигенција што стварно размислува и може да биде министер, ама по друга страна ни министрите што се во моментов кај да се не се некои што размислуваат. Така да доколку се успее да се направи таков модел, јас се би сменила со AI искрено. Дали треба да учиме и да се надградуваме за AI? Што мислиш? Апсолутно, да, тоа е, мислам дека новото нормално. Има една изрека, вика дека AI нема да не замени, ама луѓето што користат AI ќе бидат многу подобри од нас. Значи ништо не може да ми направи вештачката интелигенција ако не и кажам ја. И сепак 80% од работите не ги добивам. Тоа е само една алатка. Треба да научиме како да ја користиме да сватиме дека е алатка. Дефинитивно, бидејќи секоја технологија, иако ни е малку страшна на почеток, сепак треба да се знае да се користи, бидејќи така само ќе придобиеме. Што би направила за да научиш повеќе за вештачката интелигенција? YouTube tutorials. Внимание, зборуваат граѓаните!